се искачија родителите на Господа Христа во Ерусалим за да земат голема молитва. Секое машко новороденче кое ќе отвори утробата на мајката требаше да биде представено пред Господа. И после очистувањето на мајката, значи после 40-тиот ден од раѓањето, требаше да биде донесен во храмот. Меѓутоа, што опишува Светото Евангелие? Дека Пресвета Богородица и праведен Јосиф се искачија во Ерусалим. Значи, Ерусалим е на повисоко место, штом некој треба да се искачи. Исто како Крушево, што е денес на повисоко место. Градовите се граделе по углед на Ерусалим. За да не само за да не да фаќаат простор од плодната земја, туку затоа што извишеното место на храмот му прилега, затоа што е највисоко и најзначајно. Вие сите знаете дека на сред град или на сред село, како што е во Крушево денеска црквата Свети Никола, се правеле црквите. Не се правеле на периферија, како Гробјанска црква. Гробиштата се правеле на периферија од градот или село и таму нормално можело да има и друга црква. Меѓутоа, централната градска црква секогаш е во центарот на градот, зашто сите патишта тргнуваат од црквата и водат кон црквата. Таа е центарот на животот на човекот. Така и праведен Јосиф и Пресвета Богородица го донеле Христа, а еден свештеник, Симеон, кој ја преведувал од еврејски на грчки Стариот Завет, сретнал едно место, кој и денес го има секако, и ете девојка ќе роди син. И се запрашал како е можно. Како и што секој може би меѓу нас сега би се запрашал како е можно ем девојка да биде, ем да роди син. И Господ му рекол, ето дека нека видиш тоа, девојка да роди син, нема да умреш. И праведен Симеон преданието кажува дека неколку стотици години живеел, меѓутоа го дочекал Господа. Го дочекал раѓањето негово, доаѓањето во тело, доаѓањето меѓу нас. И кога го прифатил во прегратките, зашто вие знаете и денеска машкото дете, свештеникот го зема во прегратките и го носи во олтарот. Многу слично, да не кажам исто, како што се случува во оваа евангелска перикопа. И ги кажал оние зборови кои ги кажуваме на секоја вечер на богослужба. Сега го отпушташ слугата свој Господ. Зошто да живее после човек кога се што му било најавено доживува и му се случува. Му рече Господ, нема да умреш. Вистина не умре. Го прифати Господа по прегратките. Сега може да замине од овој свет, зашто нема човек кој е жив, а да не умре. И затоа се случува на денешен ден ова големо значење во кој праведен Симеон се среќава со Бога.
Slično ili isto kako što nije treba da se sretneme со Богом. Меѓутоа, браќи и сестри, во секој човек можеме да го најдеме Бога. Зашто Бог е во секого од нас. Кај некого поизразито, кај некого помалку изразито, се зависи од тоа колку сме се определиле да му служиме на Бога. Ако сме се определиле да му служиме целосно, тогаш целосно му припаѓаме на Бога. На уште едно место ќе се задржам од денес прочитаното Свето Евангелие. И вели на Господа, и вели на Пресвета Богородица, праведен Симеон, а тебе мач, пазите и тоа двосекол мач, не обичен мач сабија, она што сечи глава, туку двосекол мач прави двојна болка таму каде што ќе пробуди. А тебе двосекол мач, ќе ти ја појде да го пробуди срцето и да вистина да го гледаш синот свој, кај што една шајка му става во едната рака, а друга во другата. Една во едната нога, а една во другата. Го прободуваат со копје во реброто и тоа не е да ја прободи, да го прободи срцето двосекол мач на мајка. Тоа е навистина страшно што го доживува Богородица. Многу луѓе велат, ама таа е мајка на Господ. Да, мајка, ма додека ги доживува болките, е човек. Многу луѓе кои ги доживуваат болките, го имаат истото искуство. И фала му на Бога што така го приготвил. Болката не ја паметиме. Болката можеме да ја оцениме со некоја бројка, 5, 4, 3, колка била бројка, фала му на Бога што не ја пометиме. Иначе страшно ќе беше да мислите болката човек да ја памети цел живот, во смисла како сеќавање може да има, ама да доживува цел живот. Страшно би било. Таа болка која Богородица ја доживува, гледајќи го синот свој распнат, е преголема болка. Зашто болките од една страна може да бидат телесни, ама може да бидат и духовни и душевни. И човек да не знае која е поголема болка, духовната или телесната. Не, над Пресвета Богородица не ставаја клинци, ама на нејзиниот син заковаа клинци. Исто не е како и на неа да заковале. Зашто Христос е тело од нејзиното тело. Син нејзин. Болката на синот е болка нејзина. Затоа ова пророштво е исполнето. Видите колку години пред да се случи, 30 години пред, 33 години пред да се случи, ама се случува истото. Тебе двосекол мач ке го пробуди срцето. Така и го пробуди двосекол мач срцето на Пресвета Богородица. Затоа, браќа и сестри, ние имаме искусна вера, преиспитувана вера, вера која е поминала и сито и решето. Не е тоа дека ние од денес почнуваме и веруваме во некој Бог таму и Бог постои, велиме и не, ние сме створени за да го познаеме Бог.
како што се познаваме едни со другите и велиме тој да го направи тоа добро дело за нас, за фамилијата или за градот или воопшто за целата општост човече. Така исто ги познаваме и делата Господови. Еве вака, ги слушаме евангелските перикопи, се поблиску стануваме и биваме, подобро речено, до оној кој е главен учесник во тие евангелски перикопи, а тоа е Господ Исус Христос. Затоа е потребно да се собираме во црква за да го славиме оној кој нас не прослави. Не прослави и то како со крсна смрт. Ич не мораше да доаѓа на земјата, камоли со смрт да доживува таква трагична смрт. И тој го направи заради нас. Многу слично, велам, многу слично, како што може би мајка би го направила своето дете. Не секоја мајка би го направила. Меѓутоа мајка која го доживува како дел од себе своето новороденче би го направила. И така Господ не доживува нас. Така Господ Исус Христос, бивајќи грижлива мајка, иако е во машки род, црквата е во женски род, ама црквата е тело негово. Тој е црква. Христос е црква. Тој ни дава и ние да учествуваме во вечноста. А тоа е најзначајното за човека. Овде ќе поминеме 100 години, ги велам често пати, ама и 1000 некад. Што се 1000 години спрема вечноста? Вечноста не е 10.000 години, 100.000 години, па да рече човек 1000 години не се ништо. Вечноста затоа се вика вечност, нема крај. И во тоа ние дека ќе претрпиме 1000 години во некаја состојба тешка која е за нас, што значи тоа? А кој бара може би 1000 години? Бара се покажиме колку сме верни на Господа. Кој ќе се покажеме колку сме верни, нема потреба, не се наситува Господ со нашето страдање, не му е важно нашето страдање, не е казна нашето страдање, туку страдањето наше треба да не упати кон целта и смислата на животот. А тоа е Царството Божие. Затоа, браќа и сестри, имајќи го овој начин на постоење, тоа е постоење со Господа, да бидеме благодарни за се што ни се случува, за што Господ само тоа го бара и само тоа го чека од нас. А ние затоа да се собираме на литургија која е благодарење за се во животот. Милоста Божја да дојде на вас.